Со протестен марш синоќа струмичани побараа итно да се реши проблемот со депониите кои речиси еден месец без престан горат и ги гушат во Чад градот и околните населени места. Депонијата Шапкар кај Добрашенци, но и дивите депонии во и околу селата и нивите не им даваат мир и чист воздух ниту во најголемите жештини. Па граѓаните порачаа дека нема повеќе да толерираат неажурност од институциите. Значи, иницијална каписла е и најголемиот причинител за загадувањето е горењето на депонијата Шапкар и тоа у континуитет повеќе од 30 дена, за кој што на толку многу институции, на толку противпожарни бригади, на 4 општински совети и градоначалници, никој да не успеа да го угасе пожарот. Вулкан да беше ќе се угасиш. Време е да почне секој да си работи својата работа и да почне да се постапува затоа што ова ги замина сите граници. Активистите како најсериозен загадувач за градот и околните села ја детектираат регионалната депонија Шапкар, каде завршува отпадот на општините Струмица, Василево и Босилово. Сепак, овие три општини не можат да се договорат околу надлежностите, што дополнително ги лути и фрустрира граѓаните. Дојде до точка кога веќе не се може да се молчи за тоа, бидејќи не е само депонијата Шапкар, бидејќи се тука стотици мали депонии, кои што насекаде во микросредината загадуваат, бидејќи се градат и нови, бидејќи ќе станеме и европска депонија, еве примерот е во Ново село. Значи, многу мотиви, многу поводи и за нешта кои што траат со децении само се зборува. Порака да обезбедат да не гори. Они се тие што работат там, треба се стручни за нивната работа и треба да обезбедат да не гори. Како ќе го обезбедат това, ако не знаат, нек си питат, нек отпуштат некој, нек работат некој што знае, ние сакаме да не гори. Протестниот марш започна од плоштадот Гоце Делчев и минуваше низ главните улици. Поворката застануваше пред општината, судот, јавното обвинителство и пред комуналното предпријатие, институции кои граѓаните сметаат дека се повикани да го решат овој проблем.